Имаме нов момент на политичката сцена во Унгарија. По 16 години власт Виктор Орбан ги изгуби изборите наспроти Петар Маџар, што тоа ќе значи за унгарската политичка и европската сцена. Па тоа Петар Маџар беше дел од неговата екипа своевремено, но во еден пригоден момент тој се оддели од него со некои афери со што добил белег на човек кој е искрен, кој е чист и потоа го експлоатираше тоа. Тоа е прво, второ, 16 години, ги замара луѓето. Секогаш, мислим, времето ги конзумира политичарите, глумците и сите луѓе. Така што, особено кога последниве години реално, власта таму, а и скоро на секаде поради лоша ситуација енергетска, војната во Украина, ето сега и со Иран. Луѓето не гледат подалеку од тоа што да барат виновни зашто е така последа. Така што Орбан мислам дека се врза со Путин. И таа криза првенствено европска, па и светска, иде на конто на поддршката на таквата војна од страна на Орбан. И баш како што знаеме сега, нели, и гасоводот, дружба не функционира и моментално имаме голема енергетска криза. Како во целиот свет, особено во Унгарија, така што луѓето или гласачите првенствено барат виновник и објективно е виновник првиот човек која води државата. Мислам и трета компонента е тоа што владеже автократски. Младата генерација бара слобода, бара нешто ново. И најверојатно тој и таа компонента дополнително направи да се дојде до таква спектакуларна победа на Петар Маџар, кој, ето, мислам дека има потрети станови, кои нема проблеми да ги менува сите власти, вклучително и тие вкусители кои се однесуваат демократијата, слободата на меѓуумите, правата на човекот и многу други прашања во сферата на економијата и финансиите, што сепак тука беа злоупотребени. Да не заборавиме дека првиот пријател негов од клубите, ученички клуби, кој немал ништо своевремен, сега е тој светски магнат на трговијата со нафта и ред други. Се тоа се евидентира во контото на Орбан и јас мислам дека ова е резултатот. Плюс може и ова да се додаде. GD Венс, Трамп и Мага своевремено тоа беше полна со јај. Но после ова што се случува сега, практично тој сјај се губи и Трамп се вклучи директно, мислам дека во некој нивен организативен митинг, кој мисли дека ќе помогне многу да се направи една силна Унгарија, па GDP беше директно присутен, па држел говор на тие митинги. Мислам дека тој сјај веќе го немаше и веројатно негативно влијае во контото на Фидес и Ајде сега малце да се вратиме на односите со нас. Познати сме по тоа дека актуелната влада имаше добри конекции со Орбан, сепак имаме и бизнис и кредитна врска со Унгарија. Колку тоа ќе се одрази сега на односите помеѓу Скопје и официјална Будимпешта? Ја мислам дека не само во однос на нас, нели, Унгарија ги блокираше 17 милиарди евра кои Европа требаше да ги даде на војната во Украина, а плюс и своји 8 милиарди евра блокирани поради неисполнување на обврски кои се предвидени со актите на Европската унија. Ние сме некаква колатерална штета тука
Познато е дека ние земавме еден голем заем, првично милиарда, па тоа не бидна милиарда, па половина милиарда, и некако и политички дуовно се врзахме за таа држава и за лично за неговото владење, и мислам дека најверојатно нема да бидеме таргет симпатија на сегашниот лидер, и треба многу што да направиме за да го амортизираме бар делумно таа според мене грешка. Значи, таа оска која функционира мост Будапешт и потоа Белград и кај нас, мислам дека се евидентира во главни центри, вклучително и Брусел и Брисел. Така што тука не знам дали ќе најдеме начин како да се опереме од ова, иако не е баш. Го спомнавте Маѓар, што на ова поле можеме да очекуваме ако ги земеме предвид првичните негови изјави кои што ги даваше во насока на борбата, односно залагањето за владењето на правото и меѓународната соработка, но и дека, како што рече, Унгарија нема да биде повеќе скривалиште на политички бегалци. Се тоа повторно го враќа фокусот на поранешниот премиер Никола Груевски. Каква разврска тука можеме да очекуваме? Евентуална екстрадиција? Првин, тој има среќа што веќе има двотретинско мнозинство во парламентот и ќе може да ги смени сите акти, вклучително и уставот, за да добие нешто ново што тој претендира како реформи за правата на човек, владење на правото и ред други сегменти во однос борбата против корупцијата и така натаму. И тука, значи, сепак ние имаме таму човек кој има тој статус што го има, се уште не разјаснено дали тоа било корупција или многу што, значи тоа може сериозно да ги дополнително да ги комплицира односите меѓу Унгарија и нашата држава, и не знам, и затоа мислам дека ќе ни треба голема среќа за да се снајдеме. Сега од најверојатно државите кои биле, или владите кои биле тесно врзани со структурата на Орбан, не мислат дека ќе бидат на убав сјај во однос на оголот на неговото владење. Мислам на владење на Маѓар.